Ало, вчера стигнав во викендицата и почнав да работам на книгата. Не, нема потреба. Ќе напишам денови, ќе смислам некој крај. Ало, како си? Добро, еве јас надвор од Скопје сум. Дојдов да довршам книгата. Туку, слушај, најдов нешто пред влезната врата и ти прати фотографија, па кога ќе можеш разгледај. Се слушам. Ало. Слушај, знам дека е важно, но мене ми е поважно да дознам што се случи. Види, може би не е во ред што користам смртта на мајка ми. Колку што можам, окей? Чао.
Здраво, Марија. Видих, проверив, меѓутоа не сум сигурен што е. Сигурен сум само дека е рачна изработка, кај нас се рачуна за Амајлија. Се случува? Ништо, сега си добра. Што ми е? Марија, имаше сообраќајка. 2 месеци беше во кома. Бев во викендицата.
Трудам да го викнам докторот. В Батана бев. Марија, па таа викендица ја продадовте пред 5-6 години. Кадам да го викнам докторот. Како си денес? Подобро. Докторот ми кажа ќе мора да одам на физикална терапија. И мене ми го кажа истото. Туку донесов нешто за тебе. Додека беше во кома. Новите собственици на викендичката во собата на мајка ти ја пронајдо ова. Полицијата не пронајде никаков друг доказ на ножот освен писоците на мајка ти.